Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз ја коментира поднесената кривична пријава против командирот на Велешката полиција. На денешната пресконференција потсетија дека 43 годишниот командир на полициската станица Велес со иницијали Дђ се сомничи за сторено кривично дело несовесно работење во службата во периодот од 2012 и 2013 година. Биле комплетирани и изготвени 16 барања за поведување на прекршочна постапка за прекршување на Законот за јавен ред и мир и Законот за безбедност во сообраќајот. Истите тие требало да се достават до Основниот суд Велес. Командирот на Велешката полиција пак, во својство на службено лице, наведените барања не ги процесуирал до надлежниот суд. Заради тоа настапила апсолутна застареност на прекршечно гонење на сите барања. Со своето незаконско постапување, осомнечениот командир Дђ предизвикал неможност за казнување и санкционирање на сторителите на прекршоците и предизвикал штета на буџетот на Република Македонија. Кого и зошто штител командирот Дђ и под чија наредба? Дали и во овој случај сервилноста на командирот Дђ кон високи партиски функционери на државната и локалната власт довела до тоа личниот и теснопартискиот интерес да биде над принципот на владење на правото и почитување на службените должности. Од ВМРО ДПМН пак со писмен допис реагираа на денешната пресконференција на СДСМ, со кој образ Панчо Иванов излегува на пресконференција и се прикажува како борец за правда и законско работење, кога секој ден го гледаме како парадира на протести рамо до рамо со докажани криминалци од градот со дебело меѓународно досие. За каква слободна и демократска Македонија зборува Панчо Иванов кога го гледаме на протести по велешките улици во друштво на луѓе со отворени антимакедонски ставови, стои во писменото соопштение на ВМРО ДПМН. Како што стои во соопштението, Иванов и СДСМ глумат борци за законско работење и правда, но граѓаните, велат од ВМРО ДПМН, паметат дека токму во нивно време царуваше криминалот и корупцијата во Велес и Република Македонија. Лицемерно е Иванов да зборува за незаконско работење, кога токму СДСМ ја донесе Македонија на срамно 105-то место по корупција во светот во рангирањето на Transparency International, а уште се сеќаваме на оставката на премиерот Хари Костов, кој изјави дека не може да се справи со корупцијата во сопствените редови, стои во писмениот допис испратен од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН.